Преговорите за составот на новиот владин кабинет се веќе во тека. Мандатарот Зоран Заев денеска оствари средба со лидерот на ДУИ Али Ахмети. Преди посредбата која се одржа во седиштето на СДСМ и траеше повеќе од 2 часа, председателите на СДСМ и ДУИ не дадоа изјава за медиумите. Според очекувањата, темите од средбата на Заев со Ахмети викендов најверојатно ќе бидат дискутирани и на состанок на тесното партиско раководство на ДУИ, кое би требало да ги разгледа можностите околу учеството во новата влада. Портпаролот на СДСМ Петре Шилегов денеска изјави дека се разговарало за програма, а не за распределба на ресори. Шилегов истакна дека се надева на брзо завршување на преговорите и формирање на новата влада. Сосема е небитно прашањето за ресорската распределба или персоналната распределба на имиња или ресори по политичките партии. Она што е најбитно за Република Македонија, на што е интерес за Република Македонија да ги смениме, односно да воспоставиме принципи на функционирање, односно враќање на системот на функционирање во кој што граѓаните владата ќе осеќаат за своја. Доколку остане истиот принцип или истиот начин или систем на функционирање на власта, тога се совршено небитни и ресорите или персоналните решенија на тие ресори. Иако се шпекулира за договорени имиња и позиции помеѓу партиите, сепак се уште е неизвестен договорот помеѓу коалиционите партнери, затоа што представници на албанските партии во повеќе наврати повторија дека ги дале подписите за добивање мандат, но преговорите ќе покажат дали ќе учествуваат во новата влада, со оглед на тоа што албанските партии бараат исполнување на точките од декларацијата, а лидерот на СДСМ Заев даде гаранции пред председателот на Република Македонија и пред целата јавност за отфрлање на така наречената тиранска платформа. Заев како мандатар има рок од 10 дена да ги заврши преговорите и да достави до собранието предлог за составот на новиот владин кабинет. Меѓупартиските средби продолжуваат и за време на викендот.